civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Европскиот ден на статистиката и мотото за оваа година е статистиката како вакцина за демократијата и борба против дезинформациите. Кога станува збор за Европскиот ден за статистика, ние веруваме дека денешниот настан ќе придонесе за користењето на официјалната статистика повеќе во носењето одлуки базирани на факти наместо на дезинформации. Најинтересното и најтешкото прашање е како и зошто произведувате статистика. И наједноставниот одговор би бил за некој друг, за некои други лица што ќе ги користат нашите производи. Ние не би постоеле доколку нашата статистика не е корисна за никого. Значи ова е еден многу комплексен систем на размислување. Прво, што ќе произведуваме, како ќе го произведуваме тоа и како ќе го презентираме тоа што го произведуваме пред јавноста и пред корисниците. И како да најдеме колку што е можно повеќе корисници на нашиот производ. Но прво, за да го направиме тоа, ние треба да земеме предвид кои се нашите корисници, кој е најзначаен, кој е помалку значаен корисник и така натаму. Но нема ограничувања. Секој може да биде корисник на нашиот производ, како поединец или како субјект, како предпријатие, како институција и слично. Значи не постои простор каде што овие податоци не може да се искористат. Ова идентификување е една од најзначајните работи. Значи прво не само кој, туку и како. Односно се зголемува неопходноста на една добра комуникација со оние кои се или пак можат да бидат потенцијални корисници на нашите податоци и како да се направи тоа. Изгледа многу едноставно, меѓутоа е многу тешко. Затоа што не знаете кој во овој момент или во кој било даден момент може да биде заинтересиран за вашиот производ. Исто така треба да се знае што им е потребно на тие ентитети, што треба да произведуваме. Таа двојна комуникација е многу значајна. Ние се обидуваме да дадеме се од себе, меѓутоа сигурен сум дека постои дополнителен простор за реализирање на потребите на нови корисници. Како комуницираме со нашите корисници? Најчесто преку нашата интернет страница. Таа е направена на еден начин што е лесен за користење. Ние се обидуваме таа интернет страница да биде дизајнирана на начин што е лесен за користење за корисниците. Корисниците најлесно да може да ги најдат податоците што им се потребни. И апсолутно може да кажам дека сме направиле многу во оваа област, но се разбира секогаш постои простор за подобрување. Токму затоа дел од овој проект ќе биде посебно посветен на реконструкција на нашата интернет страница. Пред неколку години, мислам 8 или 9 години, ние изготвивме посебна статистичка база на податоци, Макстата ја рековме, и таму корисниците може да најдат многу податоци, односно сите информации што ние ги изготвуваме или што сме ги изготвиле во минатото. И таму може да се изготвуваат табели според нивните потреби. На почетокот беше многу тешко да ги убедиме да искористат оваа можност. Меѓутоа, како што поминува времето, ние може да видиме дека на овој начин многу често се користат статистичките податоци од нашата интернет страница. И се разбира, ние сме среќни за тоа и ние правиме напори за зголемување на капацитетите
Сакаме да вклучиме колку што е можно повеќе податоци во оваа база на податоци и сакаме таа да биде полесна за користење, подостапна за корисниците. Новото време, новата технологија ни дава речиси неограничени можности за комуникација, особено денес кога секој во светот е дел од тие социјални мрежи и затоа одлучивме да ги големе начините на комуникација не само со корисниците, туку и со давателите на податоци, корисниците на податоци и сите оние што се заинтересирани во нашата работа, користејќи ги социјалните медиуми. И јас мислам дека постигнавме многу во оваа област и среќни сме што бројот на корисници и на интернет страницата и оние што ги користат овие нови можности што ни се нудат денес се зголемува на дневно ниво. Тоа е една област каде што треба да продолжиме да работиме. Секогаш постојат рационалните начини на комуникација со корисниците, се разбира, значи се организираат тркалезни маси, средби со корисниците и слично. Но јас ќе се повторам уште еднаш, нема никакви ограничувања во оваа област и сите знаеме дека има многу нови можности што се нудат и навистина работиме на тоа. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.